затоа е поздравам ова конференција, што токму зборуваме за едно многу битно право на децата, кое што, за жал, се уште многу малку се користи, барем во Република Македонија, согласно сознанието што ние како институција ги имаме. Правото на учество на децата може на одреден начин да се оствари пред нашата институција, народен правобранител. Како? Значи, според нашата регулатива, односно Законот за народен правобранител, секое дете во Република Македонија, секако согласно неговата возраст и зрелост, без оглед што е малолетно, може слободно да поднесе представка, поплака, како сакате наречете, до нашата институција, доколку цени дека некое право му е повредено од државната администрација, условно да кажем, од органите на државната управа и други организации средни властувања. Во одредени случаи, народниот правобранител постапкува и тогаш кога правата на децата се повредени во семејството или во приватниот сектор, така да кажам, иако народниот правобранител нема овластувања директно да презема мерки према членовите во семејството или приватниот сектор, меѓутоа преку надлежните органи кои што се надлежни да водат сметка за правата на децата кои се повредуваат во семејството, се обидува навистина да интервенира за да бидат децата заштитени од насилство или од било какви злоупотреби. Во досегашната работа на народниот правобранител посебно место да земаат правата на децата. Значи, уште по основањето 97-98 почна да работи институцијата на народен правобранител. После една година беше организирано посебно одделение кој што токму се занимава со заштита на правата на децата, иако немаше некое посебно или изрично овластување во законската регулатива. Со последните измени на Законот за народниот правобранител извршени во 2009 година, народниот правобранител посебно се потенцира дека покрај другото води посебна грижа за заштитата на правата на децата и веќе со закон се предвидува формирање ново одделение, иначе беше претходно формирано од страна на народниот правобранител. Иако, како што напоменав, децата можат самостојно да се обратат до нашата институција на повеќе начини, значи кај нас не е постапката формална, таа е бесплатна, ништо не се плаќа доколку било кој граѓанин дете се обрати до нас за заштита на неговите права. И постојат разни начини, писмено, устно, преку телефон, преку имейл, преку веб страницата, за жал и покрај нашите напори, со посети на училиштата, со трибини, со формирање на одбор на деца, се уште многу е мал бројот на деца кои самостојно поднесуваат поплаки до нашата институција. А тоа е начин да тие навистина бидат слободни, оно што им се случува во животот, да доколку оценат дека некој ги повредил нивните права, да побараат заштита, значи да имаат храброст и смелост да се обратат до нашата институција, која што навистина се труди да ги презели сите можни мерки за да обезбеди заштита на правата на децата. И во споредба со тоа колку се почитуваат препораките и укажувањата на народниот правобранител генерално, можам со сигурност да истакнам дека во поглед на правата на децата најмногу се почитуваат и најмногу се води сметка во поглед на она што народниот правобранител го предлага, и тоа не само во поединечни случаи, туку народниот правобранител во голем број случаи дал предлози за измена на законската регулатива, за дополнување на законската регулатива, во најголем дел тие препораки се прифатени. Исто така, со цел да ги заштитиме децата, многу често ние како институција покренуваме постапки по сопствена иницијатива или по пријава на други лица, а мора тука да истакнам посебна благодарност до Меѓаши, која што ни е многу активна и која за секој проблем кој што се запознава преку нивниот телефон или на разни начини, таму каде што не се во можност сами да најдат решение, се обраќаат до нашата институција, заеднички да најдеме решение и да помогнеме таму каде што можеме да преземеме одредени мерки. Битно е кога покренуваме постапка по сопствена иницијатива или по пријава на друго лице, за децата што ние не мора да бараме согласност од родителот, што е различно да кажеме кога покренуваме постапка по сопствена иницијатива за возрастни, кога мораме да бараме согласност од лицето за кое што покренуваме постапка. Токму од причина што секогаш, значи, кога се повреди правата на децата, ние мораме да интервенираме, да
правата на децата за кои што реков е правото на учество. Меѓутоа, за да го остварат това право, битни се неколку предпоставки. Прво, децата за да учествуваат, да бидат активни, да окажат своето мислење за се оно што ги засега, односно за своите права и области, треба добро да ги знаат своите права и области. Треба да се способени, со знаени вештини, да ги разпознават повредите на правата и да ги знаат институциите, органите, каде и како можат да се пожалат. Од нашите постапувања, од нашите истражувања, кои што беа спроведени во голем број средни и основни училишта во Република Македонија, истражувања спроведени во установите каде што се сместени деца, ние, за жал, исто како и меѓаши утворивме дека децата многу малку си ги знаат своите права, дека не ги разпознаваат повредите, меѓутоа и таму каде што имаат сознанија или ги разпознаваат повредите на правата, имаат многу малку храброст да побараат заштита. Дел од одговорите на децата на прашањето дали сте физички и психички мотивирани, дали тоа се пријавиле и што се случило, беа дека ние сме го пријавили, меѓутоа никој не веруваше на нашиот збор и ништо не е преземено. Значи некој децата го искажуваат своето мислење, меѓутоа надлежните на институциите некако немаат верба во на што го кажуваат децата. А децата се надевам и верувам дека секој ще споминат вистината. Правото на учество на децата, за кој што денес зборуваме, децата може да го зборуваат многу пошироко. Значи, како во семејството, така во училиштето, така и во општината каде што живеат, и во целината во соокупното живење. Значи, имаме примери во Франција каде што детскиот парламент предложил измена или допълнение на оден закон и парламентот го прифатил. Значи, децата преку начини на нивно здружување, преку заедничко делување, можат да придонесат на вистина да се изменат и закони и практиката во Република Македонија. Особено проблем и претходните излагачи беа што кај нас може би имаме добри закони, меѓутоа многу лоша или несоодветна имплементација во практика. Исто така, децата можат своето мислење, што еве и ова конференција покажува да ги изразуваат преку невладините организации, преку честолюбни проекти. Ние исто така се обидовме да го слушнеме гласот на децата преку формирање, така наречен, ние си рековме, одбор на деца, кој што беше формиран од деца од основни и средни училишта низ Република Македонија. И да вистина слушнавме многу добри идеи, многу добри предлози, што на децата им смета, што е добро, што е лошо во поглед на нивниот живот во Република Македонија. И со сите тие нивни предлози ние се обративме до владата на Република Македонија, запознавме што на вистина децата сметаат во поглед на правата и кои измени или дополнувања и кои мерки треба да се преземат од страна на државата за да се промени нешто во државата. Кога зборуваме за правото на учество, тоа подразбира и примање и давање на информации. Значи, децата имаат право да даваат информации, да го изнесуваат јавно своето мислење и да примат информации. Тука се многу битни медиумите. Меѓутоа, за жал, многу често медиумите кои што треба да пренесуваат информации кои што ќе придонесат за правилен развој на децата, најчесто се случува да се мешаат во приватниот и семејниот живот на децата, односно преку медиумите да се шират информации кои се штетни за развојот на децата. И од тие причини сите ние и како поединци и како институции навистина треба да се бориме децата да бидат заштитени од информации што се штетни за нивниот развој. Кога зборуваме дека децата имаат право да кажат своето мислење, тие треба да бидат слободни во кажувањето на тоа свое мислење, односно да не бидат присилени, принудени, инструирани или со закана да изнесат одредено мислење. Зошто ова ви го кажувам? Значи, во Закон за семејството и по наша интервенција, може би интервенција на други институции, ние ценевме за потребно, кога се одлучува за правата на децата, особено во поглед на правото на детето да одржува лични контакти со родител со кој не живее, дека е потребно да се слушне мислењето на детето. Што тоа смета и колку е во интерес на детето динамиката на тие контакти ја ќе се одржуваат. Иако во законот се предвиде таа мерка, прво многу малку се применува и многу често се, како да кажам, се злоупотребува тоа мислење на децата, кој ќе кажа децата јас не сакам да се гледам со другиот родител и најчесто се треба разлика таквиот случај, ете детето се изјасни така, не сака да се гледа со родител, ние нема што да преземеме. Меѓутоа ние кажавме дека да, детето има право да го каже своето мислење,
Меѓутоа, навистина центарот треба да знае зашто кажал такво мислење, зашто едно дете не си е сака својата мајка или својот татко, дали е инструирано, дали постојат навистина причини за таков однос кон тоа дете и треба да се работи со тоа дете, а не автоматски да се каже детето даде таква изјава, не се да се гледа со родител и тука завршува приказва. Особено за да децата ни бидат навистина активни носители на своите права. Прво ти треба да бидат субјекти, носители на права. Иако најчесто според законската регулатива децата се корисници на права, не и носители. Например, во областта на социјалата, на здравството, носител на правото е родителот. И најчесто правата на детето зависат од родителите, а не од самата состојба на детето. За сите овие работи што сега ги презентирам, да вистина ние по разни прилики, начини, преку наши информации до владата, преку нашите годишни извештаи, се обидуваме да подигнеме свеста кај институциите кои што се надлежни да ги уредуваат прашањата, кои се надлежни да ги спроведуваат законите, навистина да му дадат гласно место на децата, затоа што децата навистина знаат што е богозамет и гласот на децата е многу битен за се оно што ние како возрастни треба да одлучиме. Толку за сега, благодарам. Ви благодариме на говорот, поверете седнете на конференцијската маса додека го слушнеме говорот на следниот говорник. Со своето присуство ќе не почести и господја Наде Стојменова, советник во секторот за основно и средно образование во Министерството за образование и наука на Република Македонија. Господја Стојменова, поверете. Добар ден на сите, особено на децата, кои што ни ја пружија ова пригодна пригода да ја проследиме, да го проследиме проектот, да научиме нешто повеќе од нив, односно да го чуеме нивниот глас. Пораките што ги дадовте на крајот од презентацијата се однесува на учеството на децата, на гласниот нивен збор, односно на продолжување на процесот кој што сте го започнале. Правото на учество е едно од основните права. Би сакала да напомнам дека во неговата суштина јас гледам едно информирање, потоа споделување на добрите пракси, но исто така и еден респект. Затоа би сакала да кажам нешто околу она што Министерството за образование го прави во однос на учеството на децата, односно во однос на подобрувањето на образованието. Затоа благодарност ќе кажам на сите што учествуваа овде и на Меѓаши како прва организација која што почнала со респектот кон децата, со нивното информирање за нивните права. На наставниците кои што навистина несебично се трудат за да го покажат респектот и да помогнат во остварувањето на правото на образованието на сите деца. Она што имате да го порачате, ќе го споделиме со нив и мислам дека ќе продолжиме на подобрувањето на сето она што значи добро и квалитетно образование. Вие знаете дека Министерството за образование ги почна своите активности околу децентрализацијата, потоа околу подобрувањето на квалитетот и околу социјалната, односно образовната инклузија како едно од основните права на децата. Зошто децентрализацијата? Овде сретнав своја пријателка од младите детски денови, која што несебично се труди веќе многу години да го приближи образованието до децата, особено до најранливите групи. И таа ми вика, пријателке, еве ние од општината несебично и веќе успеавме многу ранливи групи, многу деца кои што биле надвор од процесот, да ги вклучиме во процесот. Затоа, значи, децентрализацијата е важна за постигнување на основното право на децата на образованието. Квалитетот на образованието. Кога зборуваме за квалитетот, не зборуваме како за некоја замислена категорија. Зборуваме за квалитет
кој што ќе им понуди на децата такви методи, такви техники во кои што тие ќе бидат во центарот на вниманието. Значи, наставниците се трудиме да ги прилагодат сите своји методи, сите своји начини на предавање на материјалот, на учество на децата во образовниот процес, точно на потребите од децата. И она што најмногу не засега е секое дете што е надвор од образовниот систем. Зашто секое дете е еден живот понатаму. Дете што понатаму нема да може да се вклучи во вработувањето, нема можеби да може да основа свое семејство, нема да биде корисен член на оваа заедница. Диалогот меѓу децата и сите нас е одважно прашање. Самото нивно предлагање не значи дека веднаш треба да се прифаќаат сите предлози, но процесот на диалогот, процесот на дебатирање ќе помогне и на образовните институции и на децата да се гледаат зошто е нешто направено, зошто е нешто предложено. Има неколку инструменти преку кои што децата, мислам, можат да делуваат на подобрување на системот. Еден од тие инструменти пред да дојдам на овој состанок беше, па еве, инспекторите вршат интегрална евалуација на процесот на образованието. Дали учениците, дали децата учествуваат во тој процес? Одговорот на инспекторите беше да. Сите ние, кога ги пишуваме извештаите за училиштата, ние правиме состаноци со училишни заедници, ако постојат, во многу училишта не постојат такви заедници, или група на ученици кои што ќе ни помогнат со нивните изјави да ја согледаме, да ја провериме точноста на она што го кажуваат наставниците или што го кажуваат директорите. Значи, деца, ваше право е да учествувате во самоевалуацијата на вашето училиште, односно во она што потоа следува во развојните планови на вашите училишта. Во интегралната евалуација да се согледаат негативностите на вашето училиште, на вашата заедница, во целост на општината и предлозите кои што треба да произлезат за подобрување. Не сметам дека сме најдобри, но решенијата кои што ќе произлезат од нашиот диалог, од дебатите како оваа и од многу други, мислам дека ќе бидат за корист и за децата, и за општината, за училиштето, секако и за Министерството за образование. Мислам дека процесот треба да продолжи. Благодарам. Благодариме на говорот. Повелете седете на конференцијската маса, додека ги слушаме следните говорници. А сега, почитувани гости, ја повикувам господја Кети Јандриевска Јованова од Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија да се поведува. Добар ден на сите гости, посебно на децата. Пред себе сакала да се заблагодарам за поканата за присуствувам на оваа конференција и да нагласам дека како долгогодишен активист за човекови права, посебно во однос на правата на децата, задоволство ми е што гледам толку големо учество и толку голем ентузијазам кај децата. Пред се би сакала да кажам дека Република Македонија во последните неколку години надмина голем број на политички и економски пречки. Имаме одредена стимулација во однос на детските права, меѓутоа се уште мора да се работи во насока на заштита на правата на децата. Регулирањето на проблематиката за правата на децата достигна голем прогрес